Почитувани, во овие тешки времиња, кога на глобално ниво се соочуваме со коронавирусот, успешните политики на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија добија конкретна потврда и овозможија остварување на стратешките цели на државата. Република Северна Македонија е 30-та земја членка на НАТО алијансата. Република Северна Македонија започнува преговори за членство со Европската Унија. Ова е големо признание за сите заложби кои ги направивме како држава за релативно краток период, за само 2,5 години. Добивме признание за истрајноста, капацитетите и политичката волја на нашите институции, владата, собранието, судството, да ги спроведат реформите поставени како наша цел уште во 2017 година. Иднината на нашата држава е обезбедена. Гарантирани се и нашата стабилност и нашата безбедност. Отворени се можностите за демократски развој, напредок, економски просперитет, нови работни места, инвестиции. Државата и граѓаните добија признание за храбрите и тешки политички одлуки кои ги донесе владата и владеачкото мнозинство во собранието, предводени од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, за решавање на долгогодишните спорови со нашите соседи, Грција и Бугарија. Без договорот од Преспа и без договорот за добрососедство и пријателство со Бугарија, немаше да биде возможен овој денешен успех. Ова е уште една потврда дека само заедно, сплотени, солидарни и поврзани, можеме да дојдеме до заедничката цел. Станавме членка на НАТО сојузот. Добивме позитивна одлука за почеток на преговорите со Европската Унија. Сето тоа е мотивација за сите, дека заедно можеме да ја победиме и корона кризата, која не само кај нас, како држава, го стави целиот свет под закана по здравјето на луѓето. Република Северна Македонија продолжува храбро да чекори напред, кон напредок и просперитет за сите нејзини граѓани. Пред нас е да се избориме со здравствените и економските предизвици од коронавирусот. А потоа, продолжуваме уште позасилено по европската агенда. Ви благодарам.